Голем благослов, магична моја фемили, голем благослов за сите вас. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија упатена кон мојата Уналум Тарот страница и мојот Уналум Тарот канал. Без вас, мојата страница и мојот YouTube канал не можеше да порасне во ваква енергетска вредност. Се надевам дека сите сте добро и здраво и дека денеска ќе се дружиме повторно со една енергија која што ќе ни ја долова тарот картите. Ова е колективно исчитување од тарот картите, кое што нема да биде во 100% резонирање со секој од вас. Се надевам дека ќе прифатите енергија која што вам ви одговара од денешното исчитување на тарот картите и се надевам дека ќе биде во една енергетска вредност која што ќе биде во располагање со сите вас. Секогаш улогите можат да бидат заменети во денешното исчитување од тарот картите и запамтете, секоја ова енергетска вредност која што ќе ја долови денешното колективно исчитување од тарот картите ќе биде во енергија да прифатите онака како што и вам ви одговара. Секогаш читањето прилагодете го во ваша енергетска вредност. Енергијата секогаш дознаете и спознаете за ваша случка настан, кој што се надевам дека ќе биде во енергија на откривање, на спознавање или пак да добиете смерница по повод ваша енергија. Па да започнеме со денешното исчитување од тарот картите, да видиме со кого денеска ќе имаме чест да разговараме и да добиеме можност да знаеме за што се работи. Кралот на пентаклите и енергија пеперуга, енергија на трансформација. Денеска некој, овој крал на пентаклите или пак овој авторитет, енергија да биде стабилна персона, очева фигура, таткова фигура која што се надевам дека ќе биде во енергија или пак моментална енергетска вредност, да, овој крал на пентаклите ќе треба да се трансформира, да својата стабилна, материјална енергетска вредност ја трансформира во нешто енергетско подруго, моментално случување. Да, овој крал на пентаклите донесе битна и важна одлука по повод трансформација, енергија да, ова сте тоа вие или пак за персона, говориме за персона спроти вас. Улогите секогаш можат да бидат заменети, земете вам како ви резонира, јас ќе зборам од мој женски аспект, значи ќе зборам во машки род, мажи вие земете во ваш род, така да ќе биде во енергија да се препознаете во денешното исчитување. Доколку не се препознавате, отфрлете ја ова видео порака која што се надевам дека ќе биде во енергија да почекате на друго видео или пак да погледнете некој друго видео кое што ќе биде во резонирање со вас. Денеска овој крал на пентакли ќе се одлучи да направи огромна трансформација која што ќе биде или во ваша енергетска вредност, во подобра енергетска смисла, или пак ќе биде за персона која што се веќе трансформира во енергија на донесување битна и важна одлука по повод негова материјална енергетска вредност или пак по повод некое негово семејство, моментално случување кое што овој крал на пентаклите го има во предизвик да се трансформира. Ајде да видиме за која персона станува збор и за кое случување станува збор во денешното исчитување од тарот картите. Се надевам дека сите сте добро и здраво и дека во такво расположение ќе останете. Се надевам дека сите ваши енергии ќе бидат во ваша енергетска вредност. 7 штапови. Три купа.
Кралицата на куповите, Витезот на куповите и 6 купови. Овој крал на пентаклите се трансформира во секаков можен енергетски дел. Овој крал на пентаклите излегува од некоја борба, енергија каде што и во претходниот период бил малку во шетање, во енергија на прославување, на комуницирање со други персони, во енергија на запоставување на негова материјална енергетска вредност, да прославувал со други персони, да бил во енергија на донесување битни и важни одлуки по повод негова љубовна енергија, негово сочувство, енергија да се борел со други персони кои што биле негова конкуренција, енергија да овој крал на пентаклите во централната карта на денешно исчитување од тарот картите е усмерен кон кралицата на куповите, една сочувствителна, добро срце, женска енергетска вредност или пак машка, не е битно, ова се само енергии, но јас ке земам во мој род, така да овој крал на пентаклите комплетно го трансформира својот сквер на размислување по повод женска персона која што е во неговата енергетска вредност. Овој крал на пентаклите ќе дојде со понуда да понуди моментална енергија која што ќе биде љубов, љубовна енергија или пак емотивност, доколку овој крал на пентаклите не бил во емотивност, туку бил во една работна енергија во претходниот период или пак повеќе годишен енергетски дел каде што ја избегнувал оваа кралица на куповите за донесување на битна и важна одлука по повод неговиот љубовен енергетски дел или пак емотивен енергетски дел, овој крал на пентаклите сега се враќа во една реунија каде што и овој крал на пентаклите ќе сака да биде во енергија да се докаже и покаже, да покаже колку му значи оваа персона на овој крал на пентаклите и токму го менува скверот на размислување, енергија да се преобразува, се трансформира во една повеќе светла енергетска вредност, каде што и овој крал на пентаклите доаѓа до кралицата на куповите, каде што е преокупиран со оваа кралица на куповите, која што и ќе побара реунија во енергија работна или пак љубовна енергетска смисла. Може би овој крал на пентаклите е ваш сопруг или пак енергија бив сопруг, или пак ова е персона која што е ваш соработник во енергија работа, па сега ќе дојде во една трансформативна енергија, каде што и својот сквер на размислување го променува и ќе побара реунија со вас. Ајде да видиме што сака, зашто токму доаѓа оваа персона до вас, зашто токму денеска се јавува во денешно исчитување од тарот картите. Да видиме што сака од вас, зашто сака реунија, 6 купови, детско понашање, четири мачеви, седум пентакли, кралот на пентаклите, знаете сите дека е земјена енергија која што има доминантен земјен знак во неговиот натал или пак сонце во земјен знак. Девица јарец бик, 9 пентакли, витезот на штаповите и
7 купови. Оваа персона доаѓа да буквално се одмори во ваша енергија. Оваа персона долго време била на дистанца од вас, каде што и размислувала како да направи план за да дојде до вас, трансформирана во негова енергетска вредност. Оваа персона работи на енергија, ствара. Можеби оваа персона е ваш бивши партнер, ваш бивши брачен партнер, а за други пак од вас ке значи дека оваа персона е ваш бивши соработник, но и персона која што е во огромна љубовна енергија кон вас. Енергија да оваа персона, овој крал на пентаклите, ви доаѓа денеска во денешно читување на тарот картите е дека ке сака да засади плод, да засади енергија, каде што и ќе ги собира материјалните или пак енергетски делови во некој од наредните периоди, каде што и 9 пентакли е енергија да овој крал на пентаклите буди енергија да биде стабилен, материјално стабилна енергија, каде што и е независен, но и е хедониста. Енергија каде што ќе ви понуди страствена енергија, брза енергија, само што не е дојдена оваа енергија до вас, ќе ви понуди момент да имате страствен почеток, каде што и ќе бидете во енергија да изберете онака како вам ви одговара. Оваа персона доаѓа да ви побара моментална страствена енергија, затоа што оваа персона е буквално преокупирана со вас, но доаѓа трансформирана. Ако во претходниот период не можела да се трансформира и сте немале комуникација со оваа персона сега ќе дојде во една огромна енергија каде што и ќе ви побара страственост, ќе дојде во енергетска вредност каде што и ќе биде одморена, ќе биде со донесување на битни и важни одлуки, трансформирана. Оваа персона во претходниот период за некој од вас ќе значи дека се и повеќе години во прашање. Оваа персона размислувала, склопувала моментална енергетска вредност, но и била во една хедонистичка енергија, каде што и потфрлила со други персони, била во интеракција со други персони, дали било на љубовно или пак на комплетно материјално енергетско ниво. Оваа персона е стабилна во своите емотивности, но и е стабилна во материјалност. Оваа персона ќе ви понуди материјална стабилност, но и ќе побара од вас да направите брза одлука за страствена енергетска вредност, каде што и ќе треба да се одлучите по повод негова инспирација или пак оваа персона ќе ви разбуди инспирација, но ќе треба да се одлучите за некоја од неговите понуди. Ајде да видиме и порака од универзумот или пак од оваа персона. За некој од вас ќе значи дека со оваа персона имаат и деца, каде што и се работи за материјална стабилност. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона не ве стабилизирала материјално, па сега доаѓа како една трансформативна енергија, каде што и ќе биде во донесување на битна и важна одлука. Поточно, вие ќе бидете во донесување на битна и важна одлука по повод дали сакате да бидете со оваа персона, да бидете остабилизирани или пак едноставно ќе сака да ви возврати на материјално енергетско ниво. Свет, токму така, оваа персона е на дистанца од вас, доаѓа од подалеку, дали било физичка или ментална. Оваа персона затворила некој енергетски циклус или пак ќе треба да затворите енергетски циклус со оваа персона, ќе имате понуда
од оваа персона. Асот на мачевите е понуда за комуникација, понуда за соработка, понуда за влез на нов почеток, нов енергетски дел, нов материјален почеток, или пак нова работна енергија, или пак за некој од вас ќе биде нов животен почеток со оваа персона. 9 штапови, ќе бидете тестирани, значи внимавајте, ќе бидете тестирани во една енергетска вредност, каде што вели тестирани за доверба кон универзумот. Дали ќе верувате на универзумот или ќе верувате на оваа персона. Значи, ќе треба да направите битна и важна одлука, каде што и блокадите, вашите блокади на доверба во оваа персона ќе бидат тргнати. Пет штапови, енергија на расправија, енергија на конкуренција. Оваа персона ќе се бори за вас, знае дека има конкуренција, бидејќи е во енергија да ви побара прошка или пак енергија да се врати во ваша енергетска вредност, но трансформиран или пак трансформирана. Оваа персона ќе се бори за вас. 7 мачеви. Оваа персона ќе се бори за вас, но и е во енергија да бидете изманипулирани од истата персона. Значи, тестот на доверба ќе биде ваш. Енергија да, доколку оваа персона осетите дека сака повторно да ве манипулира, да биде во енергија на манипулативна енергија, каде што и ќе води до една енергетска вредност, да осетите дека оваа персона не е поправена и не е трансформирана, само наликува на трансформација, оваа персона ќе ја отфрлите од вашиот енергетски дел, каде што вие носите битна и важна одлука и вие го затварате едно поглавје со оваа персона, каде што и ја испраќате од каде што и дошла. Ајде да видиме уште една карта. 9 мачеви. Не заборавајте дека оваа персона во минатиот период ве изманипулирала, значи ве довела до енергија на анксиозност и депресивност. За некој од вас ќе значи дека ве оставила во една незавидна енергија, каде што и отпатувала негдека подалеку на некоја поголема просторна дистанца од вас. За други пак од вас ќе значи дека контакт немате, енергија да не сте во комуникација. За други пак од вас ќе значи дека не заборавајте, доколку се враќате со истата персона, треба да не ги заборавите моментите кои што оваа персона ви ги нанесе и ви ги направи. Тоа не значи дека ќе треба да му се светите или дека ќе треба да му дадете момент да решите некој ваков дел, но имајте на ум дека ќе бидете тестирани за доверба од универзумот. Енергија до универзумот ви ја носи персона која што ве изманипулирала, ве дестрактирала, била во енергија да ве доведе до 9 мачеви, каде што сте биле и во енергија на анксиозност, депресивност, блокада комплетно физичка, но и психичка пред се. Ајде да видиме и совет за вас. Годинишно исчитување од тарот картите. Одлуката е на вам. Виленско конче, живеј го животот до максимум.
енергија да. Не заборавите дека вие сте се издигнале над оваа персона ќе биде во енергија да и се дотрансформира, но и не заборавајте дека животот е само ваш и дека стварно треба да го живеете до комплетна максимум. Енергија да. Како што оваа персона има хедонизам во него и сака да живее во хедонистичка енергија, така и вие ќе треба да го живеете својот живот во хедонизам до максимум енергија, каде што и универзумот ве потсетува за оваа персона која што ви нанела болка, ве преварила и ве оставила на една незавидна енергетска вредност, но прифатете само она што ќе биде во ваша енергија од оваа персона. А ја на вам ви посакувам една огромна среќа да доживеете успех во ваша енергетска вредност. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!